Сивата економија ќе го уништи занаетчиството. Во државата има околу 60.000 регистрирани занаетчии и речиси 2 пати повеќе кои работат на диво. Штитејќи социјалата, ние и занаетчиите ќе ги направиме социјал. Не можеме да сватиме дека некој со 2800 денари социјална помош може да работи за занаетчиска дејност, а да не сака да дојде да работи кај легално регистриран занаетчи. Така да од ова не трпат само занаетчиите, од ова трпи и буџетот на Република Македонија, кој се полни толку помалку колку што имаме нелегално регистрирани занаетчи. Занаетчиската комора со децени наназад се бори против нелојалната конкуренција и бара силни инспекциски контроли и сузбивање на нелојалната конкуренција која им го кради левот. За нас важат правилата, значи ние мора да бидеме регистрирани, ние мора да ги имаме сертификати за работа, плаќаме месечни доприноси и така натаму, додека некој кој што работи на 10-15 метра од нас ослободен од сите тие работи. И кој е таа тогаш рамноправност во играва? Од државниот инспекторат пак велат дека е мал бројот на инспектори, а постапуваат по 40 закони. Во областа на занаетчиството имаме повеќе дејности кои што од пракса каде што е констатирано дека се врши нерегистрирана дејност, најчесто во тоа се автомеханичари, поправка лакери, козметичка дејност, фризерска дејност, фотографски услуги. Според последните проценки на Министерството за економија, сивата економија зафаќа околу 25% од македонскиот домашен бруто производ или околу 2 милиарди евра на годишно ниво. Пресметките говорат дека доколку бруто домашниот производ по глава на жител во Македонија би достигнал 55.000 денари, големината на сивата економија би се намалила на 10%, додека пак при бруто домашниот производ по глава на жител од 70.000 денари, хипотетички не би постоела сива економија.